Почитувани граѓани, оваа влада ќе биде запаметена како единствена која ги крши законите и завршната сметка за 2012 година ја достави до Собранието со задоцнување, иако според Законот за буџет или член 52 од Законот е утврдено дека владата е должна предлог за вршната сметка да ја достави најдоцна до 30 јуни, а вие или вашиот шеф ја доставивте во октомври. Сега, на оваа седница треба да дискутираме, треба да дебатираме дали владее правото во оваа држава. Вие, кои истакнувате, мислам на владата, не на вас, на вашиот шеф, дека треба да се почитува и последната запирка од законите, вие, кои затварате селски дуќани за 5 денари, како што беше примерот во село Лакавица, каде што 3 села оставивте без леп, бидејќи сте утврдиле дека собственикот кој на Рабуш дава леп на селаните не работел законски. Дали сега кај вас инспекцијските служби ќе изречат казна? Дали вие, кои не доставивте навреме завршна сметка од технички причини, како рековте, ќе го добиете овој знак на вашето министерство или на целата влада? Што ќе се случи ако една мала фирма не достави завршна сметка? Веднаш, експресно, ќе биде казнета, се знае, арач, казни, се што следува, затворање на фирмата. Ама ова не важи за владата и за Министерството за финансии. Зошто во овој период, бидејќи вие го направивте истиот прекршок, го прекршивте законот, не ги амнестирате и сите оние кои навреме не доставиле завршна сметка? Зошто ги брзавте луѓето да го прават истото, кои вие се огрешивте пред законот? И не само вие работите против законот. И овој човек овде, штипскиот зет, го прекрши законот покрај уставот што го прекрши на 24 декември и даде можност владата да го легализира ваквото несовесно и незаконско однесување во ова собрание. Ако овој човек, како и во секоја демократска држава, ги почитува законите, овој документ одамна требаше да биде пред нас во ова собрание. Но како и се во државата, така и сега, тој ќе се обиде да легализира нешто спроти законот и ќе и помогне на владата на своја рака, без дозвола од ова собрание, да сокрие дека потрошила 92 милиони евра народни пари без дозвола на Собранието на Република Македонија. Потрошивте силни милиарди, потрошивте силни милиони. Што направивте? Кажете во кој сегмент го подобривте животот на граѓаните во Република Македонија. Еве ќе ве прашам за изборна единица 3, ќе ве прашам за Штип. Што подобривте таму? Колку пари од овој буџет издвоивте за овие граѓани? Што инвестиравте кај нас? Како го подобривте животот на граѓаните во изборна единица 3, бидејќи овие граѓани плаќаат даноци, им собирате арач, секојдневно се под стрес, бидејќи им ги затварате и онака ситните бизниси со кои едвај крпат крај со крај. Што добија за возврат како лојални граѓани во нашата држава? Статистиката покажува дека овие граѓани се најредовни плаќачи на сите обврски кон државата. Што добија? Нула. Празна нула. Од буџетот кој тие совесно го полнат. Сте потрошиле 99,6% од средствата за економска промоција, или владата на Република Македонија за економска промоција потрошила од планираните 540 милиони 63,500, потрошила 538 милиони денари за економска промоција. Само владата. Агенцијата за странски инвестиции за економска промоција потрошила 104 милиони. Сега да ми кажете, одговорите, колку директни странски инвестиции имавте во
овој период каде што потрошивте милиони народни пари за шетање на фамилијата, на вашиот шеф, неговата сопруга, сопругата на кумот, на кумашинот, на сите поред, бидејќи ве имаше во медиумите како се шетаат по Холивуд и по Лос Анџелес, ама многу е лесно со народни пари тоа да се прави. Ама кога треба од джебот да се плати, Бога ми, не може такво нешто. Ме интересира овие прошетки. Што донесоа на Република Македонија? Сте ветиле за 2011 година од 300 до 400 милиони евра странски инвестиции, за 2012 година од 550 до 650 милиони евра. И после, сите оние скапи реклами и сите оние скапи роуд-шоуа, низ целата земјина топка, Македонија останува на дното на странски инвестиции. Само 100 милиони евра странски инвестиции, директни странски инвестиции за 2012 година. Еве ова се придобивките на нашата држава од скапите шетања на премиерот Ставревски со целите своји семејства по земјината топка. Само 100 милиони евра. Реализирате, Бога ми, реализирате. Сте потрошиле 98,7% или 89 милиони за изградба на македонско виртуелно село, кое, не знам дали се вие сеќавате или вашиот шеф се сеќава, веќе го давате под концесија. Веќе ова село за кое се потрошени буџетски народни пари е пуштено под концесија за некој нормално близок до вас, нема да биде тоа некој случаен, го стопанисува со истото, ама граѓаните плаќаат. Знаете ли како изгледаат македонските села? Еве ги селата во изборна единица 3. Еве ова се реалните македонски села. Вака живеат граѓаните. Газат кал, немаат вода за пиење. А владата гради виртуелни села. Еве ги нашите села. Еве од каде се шират зарази во нашите села. Се испразнија до душа со вашата добра економска политика, веќе луѓето се иселија од селата, бидејќи немаат никаква перспектива. Ова се македонските села. Не е она наводно што се гради. Ако имате толку многу милиони да трошите за виртуелни села, зошто овие пари не ги поделивте на реалните села, луѓето да имаат пристоен живот, него да се прават кафани во виртуелните села со народни пари? Еве а реалноста. Не ви се гледаат сликите, точно непријатно е да се гледа вакво нешто, зашто се трошат народни пари, ама ова е реалноста. Вие можете да ги шминкате документите, можете да пишувате директни, недиректни, вакви и такви. Реалноста е сосема поинаква. Народот гладува. Луѓето немаат вода за пиење, немаат основни услови за живот. А вие се разфрлате со милениумски тркала, со виртуелни села, со кафичи во Триумфална порта, со милиони фрлени пари за музеот за ВМРО ДПМН и да подсетам дека 99,9% од средствата се потрошени за изградба на овој музеј, што секоја година со ребаланс му префрлате нови милиони и нови милиони. Ама вистината знаете ли која е? Народот нема пари да дојде за да ви го види раскошот и барокот во овој музеј. Тоа е реалноста. Потрошивте исто така 117 милиони за изградба на спортски сали во основните и 40 милиони за изградба на спортски сали во средните училишта. Ама заборавивте дека пред само неколку дена или една недела во ова собрание изгласавте спортските сали да ги дадете под концесија. Пак лажете. Значи фрлени пари, ова зборувам само за буџетски пари, не зборувам за кредитот каде што ги задолживте граѓаните за изградба на спортски сали. А овие сали донесовте закон да ги поклоните, некој да стопанисува со нив. Дадовте милиони евра за реклами, ама народот е гладен и замислете 36 милиони евра оваа влада фрли за рекламирање, за убавината на животот, за трето дете, за не знам што, од тоа нема ништо. Не ги знаеме придобивките, а нема 10 милиони евра за да го реши проблемот на стечајните работници од изборна единица 3. Цели села се иселија, цели градови се иселија, ги избркавте младите од државата. А вие се рекламирате, трошите, фрлате народни пари.
Изгора на тоа го кршите законот и безобразно и дрско барате од ова собрание да ви се изгласа завршната сметка. Епа и да од ВМРО многу е.